Започнуваме со регионалните вести. Ова се настаните на денот. Гостивар по ново заразени со корона е меѓу најбрзо растечките региони изминатиот период. Тетовските пожарникари секојдневно интервенираат во гаснење пожари најмногу на отворен простор. Државната изборна комисија ги отфрли сите приговори на политичките партии во врска со изборите. Бројот на заразени со коронавирус во Тетово константно расте. Според податоците на Центарот за јавно здравје, денес се регистрирани 7 нови случаи. Од нив 4 се од општина Тетово, 2 од општина Теарце и 1 од општина Желино. Од друга страна, тетовци се опуштени и не ги почитуваат мерките во целост. И локалните власти засега не размислуваат за рестриктивни мерки. Какви да мерки ставите, овде нема да важа. Овде секој си тера по своето. Тетовци се чини ништо нема да ги опамети повеќе да внимаваат и да ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Преполни улици, кафулиња, ресторани. Маски не носат сите, ниту се запазува дистанца. Сликата од градското секојдневие нималку не сведочи дека Тетово е жариште на вирусот со константен раст на бројот на заболени. Граѓаните не веруваат дека било која мерка, па дури и карантин, ќе промени нешто. Не веруваат дека има коронавирус. Многу. Ја идем често по кафани, влагам, идем и по наши кафани, албански и по македонски, пошто имам другари едни и други, и гледам овие повише нашите не почитуваат овие. Кај албанците тоа се однесува. И карантин да се стави, тоа е вирус, вирусот се пренесува, луѓето ќе се идат пак, не може да ги допре никој. Ништо, тоа е. Не би требало толку да се заострува политиката, бидејќи е се уред. Мислите се е во ред со толку многу заразени во Тетово? Па, за заразените е едно, а друго е за политиката. За заразените е превише од тоа што е. Али затоа виновни се само мештаните тука што се. Треба само во поблага форма, не оња карантин, зашто со деца мали. Не можеш да им докажеш дека не треба надвор да излагат. А во поблага, например, ноќните часови, може. Опуштени се и тетовските власти. Состојбата не ги загрижува, ниту размислуваат за порестриктивни мерки. Тетовската градоначалничка Теута Арифи на почетокот на пандемијата постојано притискаше до владата и успеваше да издействува разни мерки за заштита и за спречување на ширење на коронавирусот во Тетово. Но сега, кога состојбата е многу подраматична со огромен број на заразени, наместо повторно да се бараат некакви мерки, се сведува само на апели да се носат маски и да се држи дистанца. Следната недела е големиот муслимански празник Курбан Бајрам. Собирањето во џами и одењето на гости е уште еден ризик повеќе за ширење на болеста, но надлежните засега не навестуваат можност за воведување полициски час или други рестриктивни мерки. И за време на Рамазанот, властите попуштија пред притисоците и заканите на исламската верска заедница, па го скратија полицискиот час, со што се даде можност муслиманите сепак да одат во џами и по гости, што не беше случај со празниците Великден и Духовден, кога имавме 3-дневен карантин. Гостивар по ново заразени со корона е меѓу најбрзо растечките региони изминатиот период. Медицинарите оценуваат дека граѓаните не се придржуваат доследно до мерките за заштита. Психолозите сметаат дека причина за тоа е што веќе нема рестриктивни мерки, а атмосферата наоколу е навидум нормална. Бројката на активно болни од коронавирус на гостиварското подрачје стигна до 200. Гостивар по ново заразени е меѓу најбрзо растечките региони изминатиот период. Повкупно активно болни е на 5-то место во Македонија, после Скопје, Куманово, Тетово и Штип. Во последното деноноќие, според информациите од Гостиварската епидемиолошка служба, потврдени се 12 ново заразени од општина Гостивар и 2 од Маврово Ростуше. Во текот на викендов пак беа евидентирани 22 нови случаи. Медицинарите оценуваат дека граѓаните не се придржуваат доследно до мерките на заштита
Има групирања, домашни прослави, маски не носат сите. Психологот Билен Карахасан од Центарот за социјална работа во Гостивар смета дека граѓаните се однесуваат поопуштено и го надминале стравот од вирусот, затоа што веќе нема рестриктивни мерки, а атмосферата наоколу е навидум нормална. И на почетокот ние бевме под многу построги мерки. Кога во државата имавме 20 заболени, па бевме во карантин. И во тој период сите бевме под поголем страв од корона, него денеска, сега луѓето слободно се движат. Иако сега е пикот, односно сега е жариште во секој град, постои жариште, навистина по податоците кои ги добиваме, дека најризичен период е сега. Сега зашто тоа се случува? На прво место се мерките, значи сама држава е одговорна, бидејќи ги отвори мерките и сега сме сите слободни. Луѓето по природа се однесуваат така какова им е природата. Не е природно да се живее под епидемија. И тоа е првиот парадокс. Значи луѓето не можат да го разберат таа состојба, посебно бидејќи таа трае 6 месеци. Дали повторно ќе се воведува ограничување на движењето, засега не се знае. Карантинот би предизвикал револт кај луѓето, но ќе помогне во намалување на ширење на вирусот, вели Карахасан. Тоа сигурно дека ќе направи голем револт кај луѓето. Меѓутоа, јас лично мислам дека подобро да има револт, меѓутоа да има карантин, па да решиме еден карантин од 2-3 недели да биде или месец дена, па да се намали овој тренд, па да после тоа постепено ги попуштаме тие мерки. Меѓутоа сега сме во врхот на епидемијата, а сите луѓето се однесуваат најнормално. И тоа нонстоп расте таа бројка на заболени. Значи, овде е држава одговорна да направи нешто. Луѓето се како и луѓе секаде. Тие сакаат да живеат нормален живот и немаат свесност за тоа. Од почетокот на пандемијата на гостиварското подрачје вкупно се дијагностицирани 308 лица со корона. Над 80 оздравеле, а 19 починале како последица на компликации од ковид. Државната изборна комисија ги отфрли сите приговори на политичките партии во врска со предвремените парламентарни избори. Бројката на приговори изнесуваше 2141. Државната изборна комисија вчера ги отфрли сите 2141 приговор поднесени од партиите во врска со предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 15 јули. Најмногу приговори поднесе партијата Левица 1982, но ДИК најголемиот дел од нив ги отфрли бидејќи немале подпис и печат. Лидерот на партијата Димитар Апасиев на неговиот Facebook профил најави поднесување тужби пред управниот суд по одбиените приговори од ДИК. Кривична пријава пак за ДИК најавија од коалицијата Никогаш Северна само Македонија за повреда на член 178 од изборниот законник. Политичките партии по синоќешното отфрлање на приговорите од ДИК сега имаат можност во рок од 24 часа да поднесат тужба до управниот суд, кој пак по нејзиниот прием во период од 60 часа треба да одлучи по тужбите. Откако управниот суд ќе донесе одлука по сите тужби, ДИК ќе ги објави официјалните конечни резултати од превремените парламентарни избори. Председателот на ДИК Оливер Дерковски тврди дека институцијата е завршила својата работа на законски начин. Вели дека сите луѓе работеле деноноќно и јавноста не треба да се грижи. Точно е определено како се бројат гласачките ливчиња, кој ги брои гласачките ливчиња, на кој начин и како го утврдува резултатот. ДИК само ги констатира резултатите кои претходно се сумирани и утврдени на самото избирачко место од најмалку 10 луѓе. Од тие причини ги демантирам сите шпекулации и лажни вести кои се јавија овие денови, рече Дерковски. Во однос на техничките проблеми кои се појавија во текот на објавувањето на резултатите, Дерковски истакна дека ваквите проблеми никогаш не влијаат на утврдувањето на резултатите. На кејот покрај Вардар во Гостивар во тек се работите за изградба на атрактивен спортско-рекреативен центар. Проектот е вреден 250.000 евра. Гостивар ќе добие атрактивен спортско-рекреативен центар покрај Вардар. Работите за изградба се веќе отпочнати. Градежната механизација најпрво го уредува и подготвува теренот, а потоа ќе се пристапи и на вметнување на елементите. Освен во обичајната урбана опрема во шеталиште како клупи, корпи за отпад, канделабри,
Предвидени се специјални патеки за стари и лица со посебни потреби, вештачки карпи за качување, други реквизити за вежбање и слично. Центарот ќе се протега на кеот од малиот до големиот мост во должина од скоро половина километар. Како ќе изгледа може да се види од фотографиите на проектантите. Инвестицијата е на општина Гостивар во рамки на проектот Јакнење на општинските совети, што го спроведе UNDP со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Како општина Гостивар ние аплициравме во тој проект, но декември ние обезбедивме по форумите на заедницата која се одржава општина Гостивар, успеавме да овој проект се вметне меѓу приоритетните за граѓаните на општина Гостивар. Ќе се обезбеди за стари лица, за изнемоштени лица, некои хортикултурно уредување, урбана опрема, нормално улично осветлување се има, јавно осветлување на целиот овој дел на градот. И ова е меѓу најголемите капитални инвестиции на општина Гостивар. Работите за изградба на центарот се одолговлечени поради изборите и состојбата со короната, но проценка на надлежните е дека комплетно ќе завршат на есен. Целиот проект требаше да се заврши кон крајот на август, но поради состојбите кои ги имаме со коронавирусот и состојбата со изборите кои го имавме, нормално сега можеби до крајот на септември ќе завршат целиот овој проект. Верувам дека ќе биде меѓу најдобрите проекти на општина Гостивар за оваа година и меѓу успешните проекти на општина Гостивар. Реализацијата на овој проект, кој сигурно ќе ги израдува гостиварци, чини 250.000 евра. 50.000 се обезбедени од Швајцарската агенција за развој, додека 200.000 од буџетот на општина Гостивар. Тетовските пожарникари секојдневно интервенираат во гаснење пожари најмногу на отворен простор во летните месеци. Најчеста причина за опожарената трева или стрништа е човечкиот фактор, особено во екот на земјоделските активности. Тетовските пожарникари со полни раце работа откако се зголемија температурите на воздухот. Секојдневно интервенираат во гаснење пожари на отворен простор, зашто како причина најчесто го посочуваат човечкиот фактор, особено во екот на земјоделските активности на нивите и полињата. Од кога е почнало жетвата, секој ден имаме пожари, така што пожарите се појавува од фактор човек. Број 1 е тука за појавување на овие пожари, бидејќи ги палат стрништата. Па најголем пожар, да речеме, на отворен простор, овие денови што сме имали во село Јанчиште, изгореа многу пластични цевки усред селото и некои пластични шахти. После тоа сме имале поголем пожар појавуван во село Лешок кај гробиштава усред село. И тој пожар беше локализиран. Таму сме интервенирале 2-3 пати, што требаше и да интервенираме, бидејќи се работеше за пожарот што можеше да се шири кон село Варвара и село Лешок. Моментално денеска сме на интервенција во село Челопек према Милетино, кај што интервенираме со 2 екипи и 2 противпожарни возила и мислиме дека тој пожар ќе го ставиме брзо под контрола. Оваа година биле опожарени дури 12 патнички возила. Кај овие 12 патнички моторни возила, 6 или 7 са патнички моторни возила што употребуваат како деривати, употребуваат газ, плин. Ние секогаш апелираме до кај нашите граѓани да ги контролираат патничките моторни возила, бидејќи никогаш не е ништо сигурно. Од територијалната противпожарна единица Тетово апелираат на поголема внимателност во насока на превенција од пожари. Наше
да апелираме и молиме дока и нашите граѓани да бидат многу внимателни и да не се играт со пожар, бидејќи знаеме дека сега во овие летни температури и високи температури една искра може да донесува и да доаѓа и до најлошото. За неодговорно однесување или намерно предизвикување пожари предвидени се законски санкции. Затворските казни се движат од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици. Гостиварец затекнат во обид да фрли отпад покрај реката Вардар во гостиварски Стар Балиндол. 19 од Брвеница пријавил напад од 2 лица. Ова се дел од информациите во полицискиот билтен на СВР Тетово. Во гостиварски Стар Балиндол во непосредна близина на реката Вардар вчера полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар затекнале 51 од Гостивар кој управувал трактор со приколка без регистерски ознаки, натоварен со земја, дрвени остатоци и стар мебел, а кој планирал да ги истовари на тоа место. Се расчистува и документира случајот. 19 Тетовска Брвеница вчера во СВР Тетово пријавил дека околу 15 часот во селото. Со негов другар физички биле нападнати од 17 Тетово и уште едно друго лице кое било со него, пошто напаѓачите со такси возило заминале од местото. Во секторот за внатрешни работи Тетово вчера во 16 часот и 30 минути било пријавено дека избувнал пожар на нива во атарот на Гостиварско Врапчиште, сопственост на 42 од ова село. Опожарени биле околу 6250 метри квадратни насејани со пченица. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 59 лица, од кои 24 во Тетовско и 35 во Гостиварско. Изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 25 лица во Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 590 во Тетовско и 290 лица во Гостиварско со вакви решенија и не биле констатирани неправилности околу почитувањето на решенијата.
става првата образовна друштвена игра за енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија. Така што мотивацијата датира уште многу одамна и се со цел создавање на здрави навики, зачување на животната средина и поттикнување на превземање на конкретни акции. Меѓутоа, главната едукативна компонента Следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!